Премиерот Никола Груевски денеска во посета на Кочанско се сретна со жителите на село Бели по повод пуштањето на патот. Исто така беше во посета на фабриката Амфенол, во посета и на градежните активности за одвојување на фекалната од атмосферската канализација, додека министерот Тодоров ќе одржи средба со директорот на Општа болница во Кочани. Домашните животни да се дислоцираат од урбаните заедници, граѓаните да го почитуваат законот, бидејќи во спротивно ќе мора да плаќаат парична казна. Доколку лицата кои што чуваат бидат фатени на лице место, истите им се даде записник и решение и законски рок за нивно отстранување. Доколку истите не ги отстранат, во предвидениот рок следува казна 50 евро во денарска противвредност по одлуката за комунален ред на општина Штип. Можеме само да спомнеме дека луѓето кои што чуваат, најчесто чуваат живина, исто така периеста живина, кокошки, зајци, свињи, кози. Поставување на нова атмосферска канализација на улицата Осоговска во Македонска Каменица. Екипи од општината и јавното предпријатие Камена река започнаа со работа на новата водоводна мрежа. Еден од проектите на кои што ќе работиме во овој пролетен период е изработката на атмосферската канализација на улица Осоговска, како и поставување на тротоари од двете страни. Веќе фирмата изведувач работи на терен. Тоа е продолжение на проектот од минатите години за уредување на тротоари во централното градско подржје. Со овој проект имаме планирано изработка на тротоари и осветлување на улицата 14 јуни, како и на улицата Индустријска. Бројот на починати лица во четвртото тримесечје од минатата година поголем од бројот на живородени деца во источниот регион на државата. Миграцијата на населението, како и невработеноста, причини за се помалиот број на новородени. Во Штипското оделение за имотно-правни работи завршена е постапката околу потребните решенија за експропријација за автопатот Миладиновци Штип. Станува збор за најмасовниот процес за експропријација во државата. Постапката во тој дел во Штипското оделение што се однесува во надлежноста на управата за имотно-правни е завршена, донесени се решенијата за експропријација. Одреден дел од нив се во постапка по високи инстанции, управен суд и така натаму, меѓутоа во делот на постапувањето на управата во тој дел е завршен. Пензионерите од Истокот продолжуваат со нивните активности. Овој пат тие ќе покажат колку се хумани со уште една манифестација наречена Зелникот на баба. Канат со 5 наши пензионери кои ќе сукат и ќе прават некои од нашиот регион јадења старински и кои се интересни, и ќе имаме една маса дозволена, обезбедена за Штип, а ќе има и од многу здруженија од Републиката и од многу други од општините, и се тоа ќе биде една голема манифестација на площадот со музика, со песни, и таму исто има хуманитарен карактер. Тоа нашите жени или односно сите групи што ќе дојдат, што ќе припремуваат, тоа се продава таму и парите се собират хуманитарно.